Цели градови, цел регион, па и цела држава може да имаат последици од самоволието на неколкумина. Додека прилепчани и битолчани, па и сите во Пелагонија со нетрпение го чекаат новиот автопат кој треба да го скрати времето на патување, да ја подобри безбедноста и да ја поттикне економијата. Изградбата ја компликуваат десетина сопственици на луксузни хациенди со базени и градини во селото Ореовец под Плетвар, кои не дозволуваат пристап до државниот каменолом, од кој треба да се вади градежен материјал. Огромен дел од жителите на Прилеп и Битола велат дека изградбата не треба да трпи и не веруваат во тврдењата на неколкумината локални газди со огромни куќи, дека ископот во државниот каменолом ќе има сериозни последици врз животната средина. Треба да продолжи потребение, да, сигурно. Само некои проблеми се јавуваат. Треба да работат, да. Има и диви градби, има и питоми кои што ги оштетува. Зошто е руша планината? Така е, ние загадува околината. Треба да се изгради Прилеп Битола, зашто овај пат е многу блиску до градот. Има многу населението се движат, одат по ниви, по баш едно друго. Треба што поскоро да се направи. Што можно подобро за секој и не чини патот се Битола Прилеп. Изградбата на автопатот е заглавена поради блокираниот пристап до каменоломот, а државата се соочува со сериозни штети кои може да надминат фантастични 150 милиони евра. Пари кои би биле натовар на државниот буџет, односно на сите граѓани на Македонија. Пари кои би можеле да се потрошат за изградба на водоводи, канализации, училишта и болници. Дел од сопствениците на куќи во Ореовец речиси 2 години не дозволуваат пристап до државниот каменолом од кој треба да се вади градежниот материјал. Тврдат дека се загрижени за животната средина, иако сите анализи и контроли го велат спротивното. На терен имаат излезено инспектори од повеќе институции. Немаат констатирано никакви неправилности. Поставени се и апарати за мерење на загадувањето, за вибрациите и набучавата кои покажуваат дека нема отстапување од дозволените вредности. Симптоматично е што оние кои ја попречуваат градбата на автопатот преку блокирање на пристапот до државниот каменолом немаат ништо против неколку приватни каменоломи кои во овој крај работат со години. Конкретниот каменолом е во сопственост на државата и е оддалечен повеќе од 700 метри од селото. Локацијата е одредена со самиот договор за изведба на коридорот 8 и коридорот 10Д, а претходно и била планирана за доделување концесија за комерцијално користење.